Да, почнуваме со дебатниот дел, како што кажавме. Тука во студиото го имаме господинот Никола Тасев, колумнист. Господине Тасев, добре дојдовте во студио 10. Она што е најново, најактуелно, тоа е промената на Уставот, како што веќе сега и кажавме во вестите. Од утре треба да почне да работи експертската група од Министерството за правда. Во неа представници на опозицијата не делегираа своји членови, значи ја бойкотираат работата на групата. Еве како еден вовет во разговорот, како вас генерално ви личи целиот сега овој процес на почеток на менување на Уставот? Мене ми е многу чудно што последниве 6-7 месеци од страна на власта оваа тема се истакнува како број еден тема во Македонија, дека решавањето на овој проблем и внесувањето на бугарите во Уставот, дека ќе ги реши сите проблеми во Македонија. Не, таа тема која што сега споменавте вие, за која треба да разговараме, не е првостепената тема во Македонија, не е главниот проблем. Ние имаме многу теми за кои што треба да се разговара. Високите цени, инфлацијата, немањето на производи, енергетската криза, отсуството на инвеститори, немање реформи, судството, здравството, образованието, се тоа теми кои што се многу поважни од оваа тема. Дури во сите анкети кои што се правени во последните 6-7 месеци, оваа тема, менувањето на Уставот и внесувањето на бугарите, не е ни меѓу првите 5 теми кои што се главни проблеми за граѓаните. Затоа, власта си најде еден начин како да покажува на јавноста дека работи нешто, всушност не работи ништо. Што очекува дека опозицијата веднаш ќе се истрача и ќе даде своји кандидати и предлози во комисијата која што треба да работи за уставните промени. Утнати се неколку чекори во целата процедура. Прво се формира комисија, а нема во собранието постапка. Првенствено требаше да се донеси одлука за потреба од отварање на Уставот, па потоа да се формира таа комисија. Затоа сега треба власта што треба да направи? Да се врати неколку чекори наназад, да седне на маса со опозицијата, да седне на маса со јавноста. Затоа што 72,8% од македонците не се согласуваат со ова што го турка владата. Ама, не само што треба да седне, туку треба да ја стиша ова хистеријата. Затоа што како настапуваат владеачките партии, СДСМ и ДУИ. Ние сме европска коалиција, ние сме за Европа, сите кои што се против францускиот предлог и против внесување на бугарите во Уставот се антиевропски. Тоа е многу погрешно. Затоа што на тој начин и сликата за Европската Унија кај граѓаните, кај македонскиот народ, е сликата на СДСМ и ДУИ. И од тука и во Европската Унија да не се чудат што опаѓа интересот, опаѓа популарноста на Европската Унија, затоа што не е тоа дека опаѓа интересот за Европската Унија. Сите ние ја сакаме Европската Унија, сите тежнееме да бидеме во тоа големо семејство. Проблемот е што народот не е согласен со политиките на владеачката партија и кроз таа призма, затоа што тие велат дека се европските партии, сите други се неевропските партии, антиевропските партии, опаѓа популарноста. Стратешките цели на Македонија се јасни, кај 95% Сакате да кажете дека СДСМ и ДУИ го уриваат угледот на Европската Унија, отприлика тоа е тезата. Тоа е точно. Тоа е точно. Еве видете што друго се случува. Сега СДСМ и ДУИ министрите одат, се среќаваат со нивните министри во европските држави, одат по тукашните амбасади и зборат овака. Сега ветото не доаѓа од надвор, доаѓа од натре. Од опозицијата која е антиевропска, која што ги кочи сите тие европски процеси. Сами се блокираме. Дека сами се блокираме. Право тоа не е точно, затоа што опозицијата си има своји црвени линии. Народот македонски има своји црвени линии. Значи, тие црвени линии, ако СДСМ и ДУИ беа подготвени да ги прегазат, народот не е подготвен да ги прегази. Од друга страна, точно е дека ветото сега доаѓа од внатре, ама не од опозицијата. Ветото дојде во оној момент
кога насила беше во собранието и кога беше пречутно од страна на владеачките партии прифатен францускиот предлог. Прифаќањето на францускиот предлог и гласањето во собранието буквално значеше ставање на вето, а не откочување на процесот на преговори. Затоа треба СДСМ, не е тоа пораз за нив и ДУИ, ако се повлечат 2-3 чекори наназад. Значи, јас уште кога се подпишуваше францускиот договор, имав и неколку колумни настапи по телевизии, каде што реков, добро, луѓе, отидовте, сгрешивте, прифативте нешто во Брисел, се вративте назад, гледате дека народот е против тоа. Запалете пак авионот, отидете и кажете, погрешивме, дај сега да видиме, да одложиме. Значи, не е ништо страшно. Целиот тој процес да се одложеше за година или две, ама да се најдеше издржливо решение. Сега, мојот став, како може цело тоа да се откочи, за тоа се потребни избори. Затоа што, ако ние немаме избори што е можно побрзо, и изборите следната година, некаде мај, јуни, октомври, ние ќе имаме една ситуација иста како во претходните месеци. Ние цело време ќе збориме за уставни измени, ама никако нема да се случат. Затоа што нема опиплива можност во овој состав на собрание да се случи такво нешто. Што и да се направи. Да. Ама, ако има избори, час побрзо, и партиите на изборите излезат со јасни програми, сум за промена на уставот, не сум, ако сум за, тоа е на ваков начин. Народот треба да го даде мандатот. Народот треба да каже и да го каже правецот како ќе се одвива сето тоа. Тогаш, веднаш со комплетниот мандат даден од народот, новата влада ќе си почне процедура за откочување на овој процес кој што владата на СДСМ и ДУИ го закочи толку многу. Значи, ние сме во моментот така закочени во процесот на пристапување кон Европска Унија, како што не бевме и пред 15 години кога Грција не ставаше вето за името. Добро, ќе се вратиме повторно на темата избори, тоа е една од темите, но сега вие ова што го кажувате, некои ќе кажат дека е замена на тези. Да се вратиме малку наназад, владата цело време ја обвинува опозицијата за неконструктивност, за блокади во собранието, за блокади на сите можни закони, не само оние кои се поврзани со пристапување кон Европската унија или порано како што беше и со НАТО и така натаму, туку едноставно дека опозицијата блокира се. Добро, опозицијата по друга страна обвинува дека власта не разговара со нив, не бараат консензус и така натаму, но сега ги кажуваме околностите кои се ова. Очигледно дека премиерот Ковачевски и ДУИ, заедно со ДУИ, дека има еден стил каде што тој вели јас нема премногу да се обазирам на забелешките, на блокадите, туку ќе одам напред. Тоа е евидентно и еве што се случува и со договорот со Бехтел и Јенка, со автопатиштата. Покрај сите критики, покрај се, они одат тоа што мислат дека го зацртале, го спроведуваат. И отприлика со уставните измени ми се чини дека истата приказна. Може да се извлече суштината на делувањето на премиерот Ковачевски, ова што го кажа во овој говор што му го извадија од англиски јазик, каде што употреби еден израз, што треба да имаш за да одиш напред, дека можеби тоа е неговото мото. Тој вели, јас без разлика на критиките, без разлика на се, ќе одам напред и така и со уставните измени. Гледате, се формира работната група, не делегирате експерти, окей, одиме напред. Бидејќи, како што вели премиерот Ковачевски, сега јас него го цитирам, мораме да имаме другата страна, нели? Храбрите одлуки мора да се донесат без разлика на тоа што некој приговара, или можеби дури и мнозинството, ако не мисли така, дека подоцна историјата ќе докаже дека е во прав. Значи, за сето тоа што го збори премиерот, за да го спроведува, треба да има поголемо и стабилно мнозинство. Од друга страна, самите си одговоривте на прашањето од почетокот, кога кажавте дека опозицијата блокира. Што друго може опозицијата да направи? Кое е другото демократско оружје на опозицијата, кога имаш ти една своеволна власт, која што, знаете како го замислува власта единството? Ќе направи нешто, претежно глупости,
И потоа ќе седне со опозицијата и ќе каже ајде сега вие да се согласите со ова и тоа е единство. Тоа не е единство, тоа е диктат. Тоа е хибриден режим. Проблемот е околу блокадите што се јавуваат во собранието, што власта прво има мало мнозинство, нестабилно мнозинство. Тоа мнозинство е условено од ДУИ. Значи, јас верувам дека можеби премиерот навистина размислува дека храбри одлуки треба да се донесуваат и тој ќе тера напред. Прашањето е кој го вози за да тера напред. Значи, тука во најголема мера е притисокот од ДУИ, за да се спроведат некои од проектите. Вие верувате ли во таа теза? Опозицијата често ја користи, велат привремениот премиер Ковачевски кој го чува премиерското место на Артан Груби. Они така малку тоа пежоративно сега го употребуваат, но тезата на ВМРО ДПМН е дека со владата владеја ДУИ, а не СДСМ. Не е тоа теза на ВМРО ДПМН, тоа е теза на мнозинството од народот. Мислите дека повеќето граѓани навистина веруваат во тоа? Убеден сум. Ама тоа го гледаме секој ден. Еве сега, например, видете ги приказните за некаква соработка заедничко коалицирање на изборите. Од каде доаѓа тоа? Тоа доаѓа од една страна од стравот на СДСМ, а од друга страна итроста на ДУИ. Ако можат, што можат повеќе да спасат од целата ситуација. СДСМ е свесен дека во моментов останува на власт само заради ДУИ. Све што ќе побараат од него да се оствари, сите бизнеси, сите проекти, СДСМ мора да ги исполнува, не 100%, 150%. Затоа што има паметни луѓе во раководството на СДСМ. Тие се свесни дека после изборите, без разлика дали ќе бидат во октомври предвремени или ќе бидат следниот октомври закаснети, дека СДСМ може да се случи и да не биде ни трета партија во македонскиот блок, да не биде ни втора партија во македонскиот политички блок по број на пратеници. Ова што го кажате сега е интересно како теза и може да се постави како генерално прашање, не само сега за СДСМ, туку и за сите влади во минатото, доколку имаме таква ситуација. Некој да е на власт, можеби да е уценуван или да е, не знам, поради било какви причини нелагодно се чувствува, вие велите СДСМ мора да остане на власт поради ДУИ. А зошто па мора да остане на власт? Тоа ми е прашањето, зошто мора да остане на власт? Нели доколку е така, зошто едноставно? Ви одговорив пред малку дека зошто мора да се остане на власт генерално, зборам за било која партија доколку видите дека работите не одат? Затоа што после изборите СДСМ можно е да не биде ни втора партија во македонскиот политички блок. Значи, знаете кај е грешката на СДСМ? Што после локалните избори, кога има катастрофален пораз, наместо да се прават комбинации за зачувување на власт или некакви нови комбинации, кога Заев даде оставка, тогаш требаше Заев да направи веднаш предвремени избори. Тогаш се уште можеше нешто да спасат. Па повторно со албанските пратеници, повторно со помош на ДУИ, некако да се направи некоја влада и да добијат некој нов мандат. Сега не може тоа веќе. Добро, анкетите навистина покажуваат пат на СДСМ, водство на ВМРО ДПМН, барем оние релевантни анкети кои се прават во изминатиот период, иако не го покажуваат ова што вие го велите, дека СДСМ била втора партија во македонскиот политички блок. Јас не тврдам, реков можно е. Да, сега зборуваме што покажуваат анкетите. Се зависи од тоа кога ќе бидат изборите. Иако покажуваат пат, де факто, тоа е факт. Она што го кажавте за опциите, за можноста за заедничко коалицирање на СДСМ и ДУИ, за која многу се зборува, да, од една страна треба да помогне на СДСМ, кој очигледно има проблем со гласовите во, да речеме, во етничкиот македонски кампус, каде што етничките македонци веројатно не се задоволни од
од работите како се направени пред се во однос на пристапувањето во НАТО, Европската унија, компромисите, договорите, Бугарија, Грција и така натаму, веројатно и ова што го кажувате во односи на владината коалиција но од друга страна Дуи исто така ми се чини не е баш во толку добра и сјајна позиција како што мислат дел од луѓето, бидејќи таа така наречена огнена група не е воопшто мачки на кашлица, ајде да речеме. Таа има, барем она што го видовме од тие средби со граѓани кои тие имаат огромна поддршка кај членството, барем она што се гледа на терен. И ако видиме дека таа огнена група, така наречена, на некој начин го држи Скопје, го држи Чаир, го држи Сарај, кои што се нели главните седишта во Скопје, а Дуи веќе ги има изгубено Тетово и Гостивар. Кичево едва го добија со некакви комбинаторики, значи работата не е баш сјајна таму. Значи тоа предизборно коалицирање ми се чини би било за спас на двете партии, не само на СДСМ. Пак ќе повторам она што го кажав пред малку. Можно е такво коалицирање. Се зборува многу, не е официализирано. И на тоа коалицирање предизборно ќе ги натера стравот на СДСМ и троштината на Дуи. Дуи ќе се обиде да извлече максимум од тоа коалицирање. СДСМ ќе се обиде да спаси нешто што може да се спаси, затоа што... Но јас сум вака убеден дека е погрешно тоа. За Македонија е погрешно, не само СДСМ и Дуи. Погрешно е било која партија предизборно да се собираат во коалиции. Треба секоја партија да си оди сама на избори. За да ја видиме јасната слика на сите партии. Треба една изборна единица, да се забрани предизборно коалицирање, а не како сега, видите каква ситуација имаме. ВМРО влече некоја структура од 15-20 партии, СДСМ влече некаква структура од 15-20 партии и они си ја мерат силата заедно со сите партнери. Па сега од тие 15-20 партии некои има по 300 гласа, некои имаат по 3000 гласа, пак влечат некаква бројка на гласови. Јас би сакал да ја видам на избори јасната слика. Колку тежи на вистина ВМРО, колку тежи СДСМ, колку тежат другите партии. Сите тие поединечно да ги видиме. Знаете како се случува комбинација, на претходните избори СДСМ настапи заедно со БЕСА. Значи, луѓе од симпатизери, членови на СДСМ гласале за таа листа, каде што влегле четворица пратеници од БЕСА. Многу лесно можеше да се случи баш тие 4 пратеници од БЕСА да ја урнат ладата на СДСМ. Затоа е погрешно, за македонската демократија е лошо. Убаво е да има соработка, но таа соработка ќе си биде потоа кога ќе се видат јасните бројки во парламентот. Што се однесува до втората тема, за поделбите во Дуи и фракциите, мене лично не ме радуваат никогаш поделби, иако гледам дека и во македонските и во албанските партии има многу луѓе кои што се радуваат дека Дуи се поделува. Јас би се радувал кога во Дуи би видел луѓе кои што имаат малку поинаков пристап кон државата, кон Македонија. Затоа што Дуи стана едно бреме за СДСМ и бреме за Македонија, кое што Македонија не може да го издржи. Не дека работат против Македонија, но премногу се етноцентристи. Премногу во овие 20 години тие се интересираат само за албанците, а забораваат дека нивните министри, директори, пратеници се на цела држава. Значи, министерот за финанси, министерот за економија, министерот за здравство, не се министри само на албанците. Јас такви прогресивни сили сакам да видам во Дуи, каде што ќе се интересираат за целата нација, за сите, без разлика дали се албанци или македонци. Затоа што и сакам во таква држава да живеам, и сакам да видам таква власт каде што нема да биде битно дали си албанец, дали си македонец, ром, турчин, србин, ќе биде битно дали си добар или лош човек, дали си квалитетен или неквалитетен кадар. Да, ајде уште малку да се вратиме на промената на уставот. Вие уште на самиот почеток на вашиот одговор кажавте дека не ја гледате ургентноста од тоа прашање, дека има други проблеми за кои треба да се разговара, но од друга страна гледаме дека пораките кои доаѓаат од меѓународната заедница се јасни. Тие велат
направете ги потребните чекори за да почне отварањето на поглавјата, а тоа е ставањето на бугарите во уставот, бидејќи како што знаеме, тоа е ставено директно во францускиот предлог. Тоа е услов кој не може да се прескокне, да се заобиколи и така натаму, тоа е фиксен услов. И ние сме се согласиле на тоа. Мислам, собранието, државата го изгласала. И при доаѓањето на господинот Борел во Скопје, при неговата последна посета, кога беше прашан околу тоа, околу оно што го кажува опозицијата дека предлогот е лош, дека оние ако дојдат дека ќе обезбедат подобар предлог, подобри услови и така натаму, тој рече никој нека не се залажува дека може да има друг предлог, дека може да има други услови. Условите се тие, нема да има друг предлог, едноставно тоа е тоа што треба да го направите. И сега во ред ова што го зборувате, консензус помеѓу партии, помеѓу опозицијата, но работата е јасна тука. Ние доколку сакаме да почнеме да ги отвараме поглавјата, мора да ги ставиме бугарите во уставот. И тоа е едноставно. Не реков дека не е ургентна, реков дека не е приоритет број 1. Затоа што имаме многу други прашања за решавање и ова, да, треба да се решава, ама многу други поважни прашања во моментот кој што треба да се решаваат. Ова е прашање кое што се наметна од страна на власта во јавноста како најглавно прашање. Демек, ако утре ги внесеме бугарите во уставот, Македонија веднаш ќе влезе во Европска унија, ќе се решат сите проблеми во државата. Не е точно тоа. Кај сме ние со реформите? Државата треба да се реформира. Значи, она што го мислам, дека ако веќе од страна на власта лани отидоа и подпишаа таков договор, за кој што знаеа дека ниту опозицијата ќе се согласи и ниту народот ќе прифати, сега треба да бидат мудајли и да отидат во Брисел и да кажат, дечки, дај да најдеме решение, ова не поминува вака. Или, она што го реков пред малку, да се направат избори, мандатот за промена на уставот може да го даде само народот. Никој друг. Да, но господине Да се Тасев, направат избори, кај што сите партии ќе излезат ќе кажат сум за, не сум за. Ако сум за, така и така ќе го направам тоа. Гласа народот ќе даде мандат. Ако даде на партиите што се за промена на ова, ќе се промени. Ако не, тоа е. да, но мораме да бидеме малку пореални во однос на францускиот предлог и на она што се случува таму. Значи, знаеме дека тоа е предлог кој е испреговаран после тешки преговори, за кој има дадено согласност Бугарија. Преговорите беа тешки. Значи, јас сум убеден ние не сме ги виделе, но јас сум убеден дека гледајќи како се однесува во овие 5-6 години власта при тие преговори, дека прифатиле све што им е ставено на маса. За да имаш тешки преговори, треба нешто и да добиеш. Што доби Македонија во тие преговори? Во рете. Не, во смисла дека Бугарија се отвори скринингот, се отвори. Ќе знаеме каква беше нивниот став. Видете, сега вака да ви раскажам. Ако продаваш на тезга нешто и дојде некој да ти каже, слушај, целата роба ќе ти ја земам без пари. И ти му даваш робата без пари. И викаш, да, он се согласи да ја земе целата роба без пари. Значи, Бугарија се согласила, па нормално дека се согласија. Која обврска ја презема Бугарија од договорот? Да не става вето. Какви се тие преговори кај што едниот добива се, другиот не добива ништо? Значи, ако имало преговори, тогаш нашите представници на тие преговори или главата им била под маса, или молчеле, или си играле видеоигрици на телефоните додека траеле преговорите. Македонија доби почеток на преговорите. Мислам дека тоа го сакавме. Преговорите не се уште почнати. Добро, преговорите се условно ќе почнат кога ќе се заврши процедурата со промена на уставот. Ставот на Европската унија дека преговорите се почнати. Тоа е став, официјален став на Европската унија. Тоа го имаат повторено. Тоа е официјален став на македонската влада. Јасно стои и на Европската унија. И на Европската унија дека отпочнал те процесот, скрининг процесот. Кој е дел од преговорите? И дека отварањето на преговорите ќе се одвива во две фази. Првата фаза кога отпочнува скринингот и потоа официјалното отпочнување на преговорите после промената на ако до крајот само за формулацијата. Официјално според Европската унија се зборам, не според Европската влада, бидејќи тоа го имаат кажано неколку пати. Преговорите се почнати. Скринингот е дел од преговорите.
А втората фаза е почеток на отварање на поглавјата. За тоа треба да го смениме уставот, да бидеме прецизни. За да ги почнеме преговорите. Не, да ги отвараме поглавјата. Скринингот е процес кој што се одвива пред почетокот на преговорите. Значи ги мешаме формулациите, тоа многу убаво сакаат и Маричич и Османи да не го прикажат, но еве јас ќе ви поставам. Ама не, тоа е стафи на Брисел, не ме разбирате. Јас ќе ви поставам овакво Тоа е прашање. до крајот на ноември треба да заврши скринингот. Ја ве разбирам што сакате да кажете, но ако не се до крајот на ноември промени уставот и не се внесат бугарите, што ќе се случува? ќе бидеме закочени, нема да ги продолжиме преговорите. Ама не можеш да продолжиш нешто што не е ни почнато официјално. Без разлика како стои. Не, јас ве разбирам, ова е спор кој се води од почетокот. Но видите, не можеме ние да ја кажеме на Европската унија дали се почнате преговорите или не. Кога они велат дека се почнате, ме разбирате? Брисел вели да, преговорите се и тоа го имаат потенцирано неколку пат. Не условно. Велат преговорите се почнати. Велат тие ќе продолжат, ќе почне отварањето на поглавјата, но велат дека процесот на преговори е почнат. Тоа е формулацијата официјална, ви кажувам. Сега ве разбирам што сакате да кажете, ова е спор кој се води цело време. Ќе се стрпиме до ноември да видиме што ќе се случува кога ќе заврши скринингот, фактички првата фаза од овој процес, дали наистина ќе почнат преговорите. Дали ќе почне отварање на поглавјата? Да. Па отварањето на поглавјата значи нема да почне ако не го смениме уставот, се разбира дека нема да почне. Мислам, тоа е јасно дека нема да почне. Не знам како не сваќате дека ни фрли едно косче да се залажеме дека сме почнале преговори, а всушност не се почнати. Ќе почнат од кога ќе се смени уставот. Да, добро, тоа е сега имаме формулација и суштина. Отприлика тоа е спорот во ова приказ. И реалност. Да. А реалноста вели дека ако не се смени уставот, нема да почнат преговорите. Да. Добро. Во ова што го друга работа која се случува сега, тоа е ова со Бехтел и Енка, со автопатиштата, со коридорите. Гледаме дека има многу контроверзија околу тој проект, околу надзорот, околу фирмите кои го спроведуваат надзорот. Видовме какви фирми се избрани тамо со сомнителна историја, со фирми кои воопшто не работеле на таа тематика, а се работи за големи пари, 18 милиони евра, кои треба да се дадат за тој надзор. Понатаму проектот е 1,3 милиарди евра, велат проценките дека со сите анекси најверојатно ќе достигне 2 милиарди евра. Сето тоа се плаќа овој пат директно од буџетот, треба да се финансира. Некои економски експерти велат не знаеме како тоа ќе се финансира од македонскиот буџет, не им е воопшто јасно како ќе се дадат толку пари, но еве повторно власта го турка. Проектот покрај се велат без разлика на се изградбата ќе почне. Тоа е затоа што власта не го бара легитимитетот кај народот. Власта си ги бутка своите проекти без да го интересира што народот мисли. И втората причина е што навистина очекува дека сите овие закони што се произлезени од договорот, дека ќе мора да се сменат како и до сега. 61 пратеник на сила, на буткање, и дека тоа опозицијата, ако не го прифати, ќе бидат обвинети дека се антиреформски, дека се против изградба, против капитални инвестиции. Генерално видите, значи не само за овој закон, за све се случува една иста процедура. Власта си подпишува некаков договор и потоа тој договор треба да се спроведе во собранието. Секој што е против тој договор, не само за автопатиштата, туку така и со францускиот предлог, така беше и со другите договори. Секој што е против тоа, веднаш е обвинет дека е антиевропски, антиреформски, не мисли за доброто на државата. Наместо претходно да се седне, да се испреговара и со опозицијата, и целиот процес да биде транспарентен, да нема никаков сомнеш. Јас сум сигурен дека на Македонија треба тие автопатишта. И големиот дел од народот
бара во Македонија да има автопатишта, железници, уредени паркови. Но зошто не може сето тоа да биде транспарентно? Зошто договорот за автопатишта треба да биде тајна работа? Значи, дали е тој договор за изградба на всемирска станица? Дали е тој договор, дали од тој автопат ние ќе лансираме ракети на месечината? Дали е тоа нуклеарна централа? Но тоа е автопат, какви што има во Македонија, патишта, градба, најобично. Како може да биде еден таков договор, таен договор, за оние кои што го плаќаат, за народот? Државна тајна изградба на автопат. Не разбирам. Оправдувањето на премиерот Ковачевски, колку што можев да слушнам, е дека договорот е таен поради тоа што инвеститорот прави такви проекти да не ги види, не знам, конкуренцијата, да не ги видат сите, и затоа тој понуди на пратениците во собранието кои имаат безбедносни сертификати да им го покаже договорот. Но вие, бидејќи сте и човек и од бизнисот, верувам дека многу подобро од мене знаете како функционираат тие работи, па еве сакам да ве прашам дали е навистина така, дали тие договори се... Вие баш изгледа ги следите сите постови на премиерот на социјалните, да следам, да. на социјалните мрежи, баш убаво го цитирате. Па има договори кои што се, кои што треба да бидат тајни, ама не за оние што ги плаќаат тие договори. Во случајот народот ги плаќа. Сами рековте дека нема да бидат преку инвеститори, туку ќе се плаќа од државната каса. Државната каса која полни народот. Сега народот што ја полни државната каса не може да знае за што плаќа. Тоа е проблемот. Интересна е сега тезата која СДСМ сака тука да ја наметне во однос на дилемите околу овој договор, каде што ВМРО ДПМН кога критикува, те им возвраќаат од прилика сега што им е тезата. Вие ги напаѓате Бехтел и Енка затоа што тоа е американска фирма. До сега во Македонија инвестирале кинески фирми и така натаму сомнително, и бидејќи ова е американска фирма и некако го наметнуваат наративот дека сега и Украина и борбата против Русија и Америка, дека на некој начин тие антиевропски, антинато сили го критикуваат договорот кој треба да го спроведе американска фирма. Отприлика тој им е наративот. И се разбира ги поврзуваат со левица, за кои велат проруската левица и ВМРО ДПМН критикуваат американска фирма гради и така натаму. Јас не видов дека опозицијата ја критикува фирмата американска. Јас видов дека опозицијата и јавноста и интелектуалците го критикуваат начинот на кој што владата го тера целиот процес. Генерално, таа една општа хистерија која што е проследена со сите овие договори од страна на власта кога се јавува една пропагандна машинерија која што треба секој што е против нешто што е направено од владата да го представи како антидемократ, антиевропеец, антиамериканец, анти све. Значи тоа, одно што го кажавте уште е пред малку. Ние сме Европска коалиција, НАТО коалиција, вие сте антиевропски, тоа е отприлика наративот. Тоа е приказната, видите, за сите партии, за целиот народ. Европската унија е водилка веќе 30 на години од осамостувањето на Македонија. И нам, стратешките партнери во Европа, ни се многу важни. Ама и стратешките партнери треба да бидат свесни дека тие се злоупотребени овде од страна на СДСМ и ДУИ, затоа што они си го припишуваат европството. Сега кога народот го гледа тоа европство преку овие две партии, преку начинот на кој што ја спроведуваат власта во Македонија, народот едноставно му паѓа интересот за Европската унија. Да, а кога зборуваме сега за корупцијата, да речеме, која е главен проблем, ми се чини за сите, и за експертите во државата ја посочуваат, и за странските дипломати. Еве, неодамна и евроамбасадорот Гир на една трибина пред неколку дена рече недоволна е борбата против корупцијата, разочарувачка е, ми се чини го употреби терминот,
И новата американска амбасадорка Агелер, кога дојде, тоа и беа првите пораки, веднаш борбата против корупцијата, приоритет. Знаеме дека Вашингтон има и посебна агенда за борба против корупција на Западен Балкан, но некако дел од познавачите велат дека засега, она што го гледаат, барем кај странските дипломати, дека сето тоа на некој начин е декларативно, станува само на зборови и дека тие пораки само се даваат, но тука ништо не се менува. Генерално корупцијата е во државните органи. Во државните органи представници се припадници на политички партии што се во власт. Во судовите, судиите, во обвинителство, обвинителите се бираат повторно преку партиите што се на власт. Зарем очекувате дека сопартијците меѓу себе ќе се гонат за криминал. Затоа е овде потребно едно комплетна реформа на судскиот систем, каде што се тоа ќе биде реално и вистински независно. Значи и судството, и обвинителството ќе бидат реално оттргнати од канџите на политиката. Се додека тоа не се случи, нема да имаме и реална борба против корупцијата. Ќе падне некој кој што ќе биде во немилост на партискиот шеф, но додека главната борба против корупцијата ќе започне во оној момент кога ќе се направи првично реформирање на судскиот систем во Македонија. Да. Добро, за крај уште неколку едно или две прашања во врска со изборите. Вие ги ја начнавме темата уште пред малку, кога би биле, значи тие се треба да се одржат следната година редовни избори при крајот на годината, но имаме пред тоа председателски. Опозицијата бараше предвремени избори уште одамна, ги бара цело време, но ми се чини дека и последните пораки кои дојдоа, имаше една изјава од господинот Бујар Османи во едно интервју, која не помина толку забележително, но тој рече дека и според неговите проценки најверојатно парламентарните и председателските избори во мај 2024 би биле споени, би биле одржани заедно. Тоа е најлогично и во поглед и на политичката ситуација, но и во поглед на парите кои се трошат на избори и така натаму. Зборувавме пред малку за коалицирање, кој со кого би коалицирал. Сакам да ве прашам за уште една работа. Имаме една енигма сега во политиката, тоа е партијата Левица, која очигледно е дека јакне од ден на ден, тоа го покажуваат барем анкетите, особено од која влегува во собранието, од која добија видливост, и гледаме дека засега тие се напаѓани и од СДСМ и од ВМРО ДПМН, но полека го градат рейтингот. Што мислите дека ќе се случи со оваа партија до изборите? Левица воопшто не е енигма. Тие работат веќе повеќе години, постепено полека ја градат својата инфраструктура, особено после влезот во собранието на двајцата нивни пратеници и сега пред година и пол и влезот во советите. Левица покажа енергија, покажа дека имаат идеи, дека се подготвени да се борат. Видете, некој од законите што сака власта да ги протурка, единствено тие два пратеника од Левица имаат храброст да застанат, да најдат начин како да се борат да ги спречат тие закони. Таа полека си го наоѓа сонцето, местото под сонцето во Македонија и е добро за Македонија да не постојат две поголеми партии во македонскиот блок, него да бидат три заради демократијата. Дали ќе земе повеќе од ВМРО ДПМН, дали ќе земе повеќе од СДСМ, тоа е енигма, затоа што не знаеме како кој дел од граѓаните ќе ја препознаат и ќе бидат на некој начин поблиски до заложбите и до програмските цели на Левица. Значи да повторам, не е енигма, таа не е никната денеска или вчера, туку веќе со години си ја гради својата структура и својата идеја и што е многу битно, имаат енергија. Да, но од друга страна чудно е во однос на идеолошката поставеност на партијата, која е Левица во вистинска смисла, како што тие велат, една ултралевичарска партија. Тоа го видовме и после последниот
ајде да речеме, повеќе пиар настап на тоа кога отидоа и се поклонија на гробот на Енвер Хоџа во Албанија, што предизвика навистина една бура на социјалните мрежи, но секако привлекува внимание повторно како и секогаш. Значи, сега ние имаме во 21. век партија која се залага за враќање на комунизмот, на идеалите, не знам, на Че Гевара, на Фидел Кастро, тоа самите го велат, и прашање е докаде таа идеологија навистина може да добие поддршка од граѓаните, бидејќи ми се чини дека сето тоа е малку анахроно веќе. Крајно леви, крајно десни партии се постојат во сите европски држави со различна поддршка, така што не е изолиран случај дека во Македонија имаме крајно лева партија. Поклонувањето, ако беше на гробот на Тито, например, немаше да предизвика такви реакции. Па, веројатно, да. Ова добро, но дали тие ќе успеат, бидејќи ми се чини најмногу црпат сила и енергија од младите гласачи, колку може да се расшират со тоа, повторно ќе кажам, со тоа што пропагираат враќање во комунизам. Мислам, постои ли некаква граница таму? Колку и да се расшират, тие покажаа дека со 2 пратеника може да го дрмаат собранието. А замислете со 10 или 12 што би направиле. Се чини дека според овие анкети, тоа е добро, левица да добие 10 или 12 пратеници во собранието, добро и за ВМРО и за СДСМ. За да кој од нив ќе биде во власта, за да има една контрола. Па, тоа сакав да ве прашам за крај. Се чини дека со тие да добијат и 10, и 8, и 7, и 11, 12, не е битно, дека ќе бидат неизбежен дел од формирање на некој една влада. Дека без нив тешко ќе може да се формира влада. Најверојатно. Да, според бројките. Добро. Господине Тасев, ви благодарам за ова интервју. Благодарам на поканата. Никола Тасев, првиот дел го завршивме, дебатниот, остануваме со емисијата, одиме со еден краток блок на реклами и продолжуваме со Джелал Хоџик, заменик директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците. Останете со нас.